Tvoj me vodi, zaradi imето Tvoje, Tatko moj, te ljubam, milu Isuse. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu Isuse, Tvoje čezo spokoj mi dava, živa voda po utrobama. Ne se plašam od zlo, Ti si so mene, milu. Tatko Nebesen, Ti благодарам што и во овој ден го повикувам Твоето име со сето срце, со сета душа, со сиот разум, со сета Твоја сила која ми ја даваш во духот, утешител, во духот исцелител. Лебот наш насушен дај ни го и денес и прости ни ги гревовите наши. Тоа е суштината, да простиш, да ти се прости, да не осудиш, да не бидеш осуден. Да му дозволиш тој да те води, да суди, да ја исполниш неговата волја, да бидеш соединет со него. Целата суштина е како да се соединиш со Господ Исус Христос. И тоа е она што треба да го научат христијаните. Не се тоа телесни обреди, него внатрешно образување во срцето, како што вели тој. Дали твоето срце вистински е храм на Светиот Дух? Дали Исус живее во тебе? Значи, Синот човечки, дали има каде глава да подслони? Читаме прво Солуњаните 4 глава, овде сум близко до Солун, на Егејско море во Македонија. Видете, христијанска земја. Те молиме, Господи Исусе Христе, да дојде Твојот дух на Македонскиот полуостров, кај македонците, кај сите други. Грците, болгарите, албанците, србите. Да не се карат и пизнат, да живееме во Твојата љубов. Отвори ги овие слова, да ги допрат сите оние кои се жедни за Твојата љубов. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус да си замине. Во името на Господ Исус Христос го врзувам стравот, демони на болест, демони на проклетство, демони на судбини. Надвор во името на Господ Исус Христос од оваа проповед. Од овие луѓе кои ќе ги отворат срцата и ќе повикаат кон Тебе. За крај, драги пријатели, кога му припаѓате. Ете го тој момент, кога му припаѓате на Господ Исус. Дали му припаѓаш на Господ Исус? Припадно значи. Не е тоа само членска книжка. Тоа е сето срце, сета душа. Ве молиме и ве повикуваме да живеете во единство, да живееш со Исус. Богоугодно, онака како што ве учевме, некој мора да те учи, тоа е целата суштина како да те учи. Вие веќе сега живеете така, но трудете се уште повеќе. Битно е тој што те учи да е во духот, во Исусов дух. Да не е во духот на овој свет, како што е во голем број од заедниците кои не го разбираат овој принцип. Вие сега веќе живеете така, да живееш во единство со Исус. Тоа е важен момент. Не да го зборуваш словото, да го живееш. Трудете се уште повеќе, да те преплави духот, во полна возраст те сакам, Господи Исусе Христе. Подсетувајте се на упатствата што ви ги даваме како на следбениците, следбеници на Господ Исус. Го следиш Него во постапки, во однесувања, во размислувања, во дела, во вера во Исус и во препуштеност. Дали Духот те води, тоа е целата суштина. Бог сака вие да бидете свети како што јас сум свет. Повикани сме на осветување. Да се чувате од блуд. Секој треба да умее да го контролира, да го владее своето тело, за да биде свето и за почит. Немојте да им робувате на вашите необуздани страсти. Сакам ова, мислам вака, сакам така, јас сум замислил вака, необуздани страсти. Те сакам го како што прават луѓето. Така прават луѓето што не го познаваат Бог, што не го познаваат Исус. Благослови го и овој дом, благослови ја и оваа земја на Македонскиот полуостров. Те молам да дојде Твојата сила и Твојот мир кај бугарите, грците, србите, албанците.
кај натосаните европејци, кои сакаат насило да не напикаат да подпишеме договор со сатаната. Не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето срце, не за болки, болести и страдања. Исус може да ги реши сите твои проблеми. Он ги исцели сите. Дали си ти во тој однос сите? Кои се тие сите? Па тие што се следбеници, тие што му ја припадноста му ја признаваат. Во однос на ова прашање, тие што му даваат власт. За да ви даде власт, мораш да му ја дадеш власта врз себе. Никако не смеете да мамите да искористувате други христијани. Подсетете се, веќе ве предупредивме дека Господ ќе го казни секој што прави така. Ја познавам оној сатански дух, телесен дух. Слушаш некој проповеди и тоа го земаш како свое и го проповедаш како твое. А ти крадеш од Светиот Дух. Дали тој ти дал да бидеш учител? Та сите ли се учители? Сите ли се пророци? Сите ли се? Не, делови сме на едно тело. Бог не ве одбра за да живеете валкан живот, туку за да бидете свети. Валкан живот, стариот начин, своји мисли, своји постапки, своја волја. Секој што не се придржува кон ова, не е непослушен спрема мене, спрема нас во групава, туку спрема Бог Отецот, спрема оној што ни го дава својот свет дух. Он ни го дава Светиот Дух кој те оживотворува, кој те исцелува, кој те лекува. Ако не си исцелен, немаш дух. Се уште си во тело, срцето не ти е право, не си му се поклонил, не сведочиш јавно. И така има други некои подпостапки за да разбереш. Значи, не те повика да живееш како што сакаш ти по стариот начин, валкан живот. Нема потреба да ви пишувам дека треба. Значи, тоа е непослушност кон Бог и тогаш нема да бидеш исцелен. Нема потреба да ви пишувам дека треба да се сакате, да се љубите еден со друг. И јас ги повикувам бугарите, србите, грците, албанците, да не негираат дека постојат македонците. Исус запишал македонец. Македонија е иста е. Исус е ист вчера, денес и довек. И Македонија е иста, не е истата. Нема повеќе Македонии. Сакам да ви кажам да се љубите еден со друг. Самиот Бог веќе ве научи како да се сакате. Кој не го љуби братот свој, тој не е во Бога. Ти не го љубиш братот свој, вериш дека не суштествува. И вие веќе ја покажавте својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ова е порака за грците, за бугарите, за албанците. Грците негираат македонци. Бугарите ги негираат македонците, во еден период ги владееле, ги окупирале. Србите делумно поголем број од народот не е врхушката на црквата и така натаму, но таму е најдобро. Албанците сакаат да ја земат територијата, земјата е таа која зема. Ти на крај ќе одиш со телото во земја. Значи, вие ќе покажате својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Ти си ја поделил земјата, им забрануваш на луѓето да гледаат, таму им забрануваш да бидат македонци. Нема тука христијанство. Секој што не се придржува кон ова е непослушен спрема Бог. Сакам да ви охрабрам, драги пријатели, таа љубов кај вас уште повеќе да расте, а вие немате воопшто. Трудете се да живеете тивко, да си ја гледате својата работа, да си заработувате за живеачка, како што и ве учевме. Така и тие што не се христијани ќе ве почитуваат, а вие нема да зависите од никого освен од семокниот Бог кој се надева на човек проклет, да е пишано е. Те сакам, Господи Исусе Христе, воскреснување и вознесување на христијаните. Драги пријатели, пријател Божи Аврам му поверува, дали му веруваш, му поверува, му се довери, увереност дали има. Сакаме да знаете што ќе се случи со оние што се починати, за да не тагувате како луѓето што по ова прашање немаат никаква надеж. Едни се молат за мртвите, други не се молат, трети вака. Кои се тие мртвите треба да се утврди. Ако ние веруваме дека Исус умре и воскресна, веруваме дека Бог пак ќе ни го врати, а со него ќе ги врати и сите што пред да починат верувале во него, а другите ново небо, нова земја. Зошто е таа ново небо и нова земја?
Те сакам Господи Исусе Христе. А ние веруваме дека Исус умре и воскресна, Бог пак ќе ни го врати. Ќе ги врати сите што пред да починат верувале во Исус. Кои се тие пред да починат? Дали тоа се однесува само на земјата или на небесата, тие што се паднати со сатаната? Тие верувале во Исус. Исус е видлив дел на Таткото небесен. Тие биле со него, сатаната ги прелажал. Јас сум Бог и паднати се на земјата. Тоа е непокорност. Драги пријатели христијани, ова ни е кажано од Господ. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде, ќе се сретнеме со него. Исус повторно ќе дојде. Кога? 1000 години се како денот од вчера. Тој ден никој не го знае. Тој ни рече дека ние што ќе бидеме живи кога тој повторно ќе дојде. Жив значи да бидеш во духот воден. Ќе се сретнеме со него откако тој претходно ќе ги воскресне починатите. Значи мораш да поминеш низ светлина, низ пламенен оган, низ езеро на прочистување, повикан си на прочистување, каде што телото ќе биде оштетено, духот негов да чека суд кој е во тебе заедно со душата, бидејќи душата си тоа што си ти, твоите мисли, желби и чувства. Господ лично ќе се симне од небото, со силен глас ќе заповеда, со глас на архангел и со труба. Имавме ни еден сотрудник, Георги, кога слезе сила од духот и ја слушна трубата. Ако имате проблеми од демони, демонски напади, завладеаност, тешки болести, повелете, дојдете. Исус ве повикува, дојдете сите изморени, обременети и јас ќе ве успокојам. Ние имаме молитви за ослободување, изгонување на демони и сето тоа. Во името на Господ Исус Христос, сето тоа е бесплатно добивте, бесплатно давате. Не наплаќаме како некој таму што го зголемува својот имот на туѓата мака, а потоа ќе дојде Закхеј да отплаќа. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците. Дали сме живи во Исус или сме мртви христијани, за да се сретнеме со Господ. Ние секако ќе се сретнеме и за секогаш да останеме. За секогаш да останеме. Сега повторниме една песна, слезе кај нашата другарка, сотрудничка Цаци. И денеска рефренот слегува неколку дена, за жал не немаме гитарата, но ќе ја направиме. Тоа го зборува, вечно да останеме горе, вечно да се соединиме. Ние зборуваме за вечност, луѓето сакаат на земјата вечност. Ние зборуваме горе. Првин ќе воскреснат оние што верувале во Христос пред да починат. Потоа ние што сме живи заедно со нив ќе бидеме грабнати на облаците за да се сретнеме со Господ и за секогаш да останеме со него. Затоа утешувајте се и охрабрувајте се меѓусебно со овие зборови. Кои се тие зборови? Па овде што ги пишува. Овде што ги пишува и овде што слегуваат во писма како кај апостол Павле, се возам со автобус низ Ерусалим. Што да направам за тебе? Силен дух, силна сила те затресе. Значи степенот на вербата порасна. Значи Ерусалим, чие што име пишано во Откровение е Египет и Содома и Гомора, на некој начин е поттикнувач на вера, слезе духот. Што да направам за тебе, Господе? Тогаш велев, сега велам татко, бидејќи духот слезе. Кога тој ќе слезе, вие ќе велите ава оче. Тој ми рече како апостол Павле, те сакам, Господе Исусе Христе, како мали деца сте што се расправаат по пазариштата. Пишано е, мали деца. Треба да пораснете во Исус. Деца сте вие кои не растете во верата. Не растеш во верата и во Исус. Пазариштата се вашите земни заедници, собиралишта, цркви. Исус ги растури тезгите на пазариштата, храмот. Ги нарече трговци и разбойничка пештера. Неговиот дом треба да биде молитвен дом, а тој вели пазариште и разбойничка пештера. Исус влегува во храмот Божји. Кој е тој храм? Па може би треба да влезе во твоето срце да ги истера тие што продаваат и купуваат. Твоите желби, мисли, замисли ги истера сите што продава и купува во храмот, ги растури масите на менувачите и столовите на оние што продаваа гулаби.
продавачи на гулавите, тоа се христијаните денес. Дали сум и јас храм? Дали сум и јас храм на Светиот Дух? Дали ова дејство на храмот, во храмот се случува во мене, внатре или вон мене? Дали продавам и купувам и менувам во храмот, во душата своја за мене? Дали јас се продавам? Дали сум јас тој гулав на продажба? Матеј 27:12. Тоа се важни прашања. Библијата ние, ако ја читаме на површинскиот слој, тоа е како некоја приказна, тие си раскажуваат стихови, приказни, си цитираат, си певкаат, си се дружкаат, а Исус не е во нивното, не е во моето, во твоето срце. Исус им рече, напишано е, пишано е, тоа не се брише, живи слова, домот мој, нека се нарече дом за молитва, тоа е моето срце, моето тело. И вие го направивте разбойничка пештера. Купуваш и продаваш трговец, и Матеј 27:13. Тргуваш цариниш кој што ти рекол, што ти направил. Дали сум дом за молитва во срцето мое? Или сум разбойничко дувло и пештера, велам дека сум во Исус, варосан гроб, а внатре трулеш. И потоа доаѓаат кај Исус во храмот, куци и слепи, и тој ги излекува. Храмот, скришно место во твоето срце, кога се молиш, влези во својата скришна соба, тоа е храмот. Тој е храмот кој ти му го даваш и тој треба да биде цел да бидеш храм. И тој ги излекува куци и слепи, физички ги лечи или духовно. Тоа е важен момент. Дали гледам или сум слеп без Исус? Знам јас, гледам, знам стихови и спасен сум. Дали одам сам во сила или куцам без Него? Едва е одам без Исус. Прашање се тоа за живот и смрт. Пазете, и ако гледаш, гревот ти останува, тој вели. Ако гледаш самиот, а за куцањето исто, по кој пат врвиш ти, без Исус во срцето твојот или неговиот? По кој пат врвиш? Признај си самиот, согледај се, дали имаш самиот сила да бидеш исправен или куцаш, исправен право. А од деновите на Јован Крстител, тој Јован Крстителот, па до сега, до денес, Царството Божјо со напор, со сила се освојува и силните го грабаат. 11:12. Кои се тие силните? Па од десната страна, тие на кои Исус им живее во срцето. Тоа се силните. Силата е Негова и Царството. Ти мораш да го примиш во твоето срце. Он да действува, да му ја дадеш власта да примиш сила. Да му ја дадеш власт, он да ти ја даде власт да газиш на змии, на скорпи, да велаш бегај од мене, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе надвор, сите болки, болести, страдања, проклетства, магии, да се вратите од кај што се доште, магла во името на Господ Исус Христос. Мораш да заминеш. Со прстот Божи заповедувам исцелување на секој еден, допрете се до срцето. Исус е вети го моево срце. Изборува за овој род, паднат сатански на земјата. Тој личи на мали деца, што седат по пазариштата, тоа се земните заедници, црквите, па им довикуваат на своите другари и велат: ние сме спасени, вие не сте. Ви свиревме и не игравте, ние сме спасени, 30 години он бил спасен. 100 години си спасен, самотија. Те сакам, Господи се Христе. Ви пеевме и не плачевте, ви тажевме. Матеј 11:16. Тој парафраза е тоа на она. Бев гладен и не ме напоивте. Плачете со оние што плачат, радувајте се со оние што се радуваат. Видите, ви свиревме и не игравте. А јас од кој род сум? Ти од кој род си? Дали си од децата кои не раснат во духот? Исусов се расправаат, довикуваат, вреват по пазариштата, разбойнички пештери, дувла, телесни земни цркви, регистрирани од земни телесни институции. Таму се регистрираш во Исусовото царство, во книгата на животот. Дали плачеш дали си регистрирана црква во книгата на животот? Дали плачеш со оние кои плачат? Дали ти имаш милост, сакам? Милоста во судот се пофалува. Кој нема милост, и за него нема милост, па ти размисли сега. И се радуваш во Исуса Христа. Дали плачеш со оние кои се плачат? Кои плачат и се радуваш, зашто Синот човечки дојде да го бара и спаси загубеното. Дали си загубен, па те најде, или знаеш ти кај си, што правиш? Матеј 18:11.
Дали си загубен па најден во Исуса Христа, брате и пријателе? И уште еден стих, вистина ви велам, се што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано и на небесата, се што ќе разрешите на земјата, ќе биде разрешено и на небесата. Матеј 18:18. Што си сврзал на земјата? Непростување, осуда, омраза, нељубов. Одврзи тоа. Сврзи се за Исусовата љубов, собере богатство на небесата. Дали сврзуваш и поврзуваш во Исус? Дали прости на сите? Дали не осуди? Па види сега, види. И ја прифати Исусовата љубов кон сите. Исусовата љубов кон сите. Дали се одврза од се земно, остави се земно и врви по мене, тоа се луѓе, односи, имот, спомени, желби, мисли, очекувања, татковини. Ние имаме подобра, односно небесна татковина. Дали се одврза од се телесно и земно, сине на семокниот Отец, синко човечки, сине, кој е твојот татко? Образот на небесниот или ликот на земниот? Ете што се врзува и одврзува, се разбира и прангите на сатаната, се тие со духот на овој свет врстеве кој те влече назад во светот, со двоостар меч и мечот на духот ги раскинувам сите пранги што сатаната ги фрлил врзбени било кој од вас. Пак ви велам, ако двајца од вас, ова Исус го вели, се согласат на земјата, со кого да се согласат? Па со Исус сигурно. Да молат за нешто, што и да било. Првен се согласуваш со Исус, кога си согласен со Исус, ти добро знаеш кај треба да одиш, ти Духот те води. Што и да било ќе им биде дадено. Од мојот Отец кој е на небесата и од мојот Отец кој е на небесата, Матеј 18:19. И потоа е она зашто каде што двајца или тројца собрани во Исусово име, каде што се двајца, таму сум и јас. Тој вели средени во нив, во срцето. Кога двајца и тројца се собрани во Исусово име, не во своје име, не во својата земна деноминација, не во име на пазариштето, разбойничката пештера. Ете, тоа е целата суштина. Кој е името на црквата? Па Исусова заедница. Немаш ти да ја даваш телесно земно име и правило. Тоа црквата е твоја. Ти си разбойничка пештера, тргуваш и купуваш гулави. Тргуваш и купуваш Дух Свети, како Симон, кој беше тој? Што сакаше да купите, му рече, срцето не ти е право пред Бога. Апостолите му рекоа, сакаше да го прими Духот. Срцето не ти е право пред Бога. Беше потопен во вода, но немаше Дух. Тоа се првични христијани. Поверувал, но се уште не верува доволно. Нема увереност. Срцето не ти е право, не си му се поклонил. Мислиш дека со пари се купува. Од тоа е условено. Дали сме собрани во Исусово име? Зашто каде што двајца или тројца се собрани во моје име, тама сум и јас среде нив. Матеј 18:20. Дали сме собрани во Исусово име? Или сме деца кои врескаат, хулат, продаваат по пазариштата? Мојот дом го направивте разбойничка пештера. Тоа си ти, синко, внатре, трговец, купуваш, продаваш гулави, Дух Свети. Од тоа е условено дали Исус на вистина живее во моето срце. Во нас, во мене, во тебе, во срцата наши. За секогаш Исус. Во секого Исус. На секаде Исусе и само Исусе. Порасни, синко човечки. Време е да созрееш во Исусовата љубов. Те сакам, Господе Исусе Христе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз македонскава земја, на македонскиот полуостров, кај бугарите, грците, србите, албанците, кај македонците. Признајте ги македонците, ке живеете во проклество. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец. Тоа го напишал Семокниот Бог, кој ме молеше и ми велеше. После толку обиди да се убијат, да се поништат македонците, тие се уште се тука исто како израелците, тоа се двајца сведоци кои ќе бидат убиени па ќе воскреснат. Слава ти, Господе Исусе Христе. Израел и Македонија,
македонци, постмакедонски идентитети, деца на сатаната кои ги негираат, немаат доволно љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, те молам да слезе Твојот пламенен оган во името на Господ Исус Христос. Ако сум јас слуга Божи, да слезе пламенен оган врз македонскиот полуостров, да изгори секое зло, секое сатанско упориште. Да ја примиме Твојата љубов, да ја примиме Твојата сила и да бидеме армакедонските слави започнаа, да го славиме второто пришествие на Исуса Христа, исцелување за сите оние кои ќе клекнат на колена, клекнат добри со срцето, простувам на сите, се покајувам за секој греф и за гревовите на моите предци. Не осудувам, ја прифаќам Твојата волја. Дојди, Господи Исусе Христе, во моето срце. Ако сум јас слуга Божи и допри со срцето, нека слезе пламенен оган врз Тебе. И речи, Исусе, Ти ги предавам клучевите од моето срце и ќе бидеш исцелен, спасен, возобновен. Ќе бидеш едно тело и еден дух со Исуса Христа. Нема да бидеш пазариште и разбойничка пештера. Ќе бидеш заедница регистрирана во книгата на животот, која не се брише, како што не се брише Македонец и Македонија. По тоа видение, ние веднаш тргнавме за Македонија, зашто Господ не повикал таму. И тој вели вака, и вие веќе ја покажавте својата љубов спрема сите христијани во цела Македонија. Самиот Бог ве научи како да се сакате, но мораш да му дозволиш да те учи, да те води управо и да живее во твоето срце. Ете, тоа е суштината. Дали во твојот дом е дом за молитва во единство со Исус, што и да побарате ќе ви се даде. Во Негово име собран, во Негово, не во твое. Или е разбойничка пештера. Од земјата до небесата, Исусе и само Исусе. Бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе надвор од секој еден од нас. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се претопувам во Исусовата љубов. Амин. Господ е пастир мој, ништо не ми недостасува. Он ме пасе на плодни пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, татко мој, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробава. Не се плашам од зло, Ти си со мене,